Добар ден. Ве поздравувам и денеска на почетокот на новото продолжение од Фактор здравје, каде како што тема ви ја нудиме ХПВ или хуман папилома вирус, тема која што ќе обработиме денеска повторно во соработка со приватната здравствена установа Специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола. Кој од таму гостува и кои се останатите детали ќе откриете во продолжение. Останете со нас. А почетокот е првиот совет или она што денеска ви го нудиме, а се однесува на зголемениот или покачен крвен притисок во текот на бременоста, кој што се јавува во текот на тие 36, односно 40 гестацијски недели. Кога зборуваме за зголемениот крвен притисок во текот на бременоста, знаете дека тоа е преекламсија, која е состојба и се појавува само во текот на бременоста. Временски таа е вообичаена после 20-та седмица од бременоста и се одликува со покачен крвен притисок и зголемено количество на протеини во урината. Она што е предизвик за секој гинеколог акушер и за секоја идна мајка е на свет да се донесе здраво дете кое што ќе продолжи да се развива во здрава индивидуа. Оттаму зголемениот крвен притисок во бременоста или преекламсијата може да се препознае и понатаму третира преку следниве симптоми: зголемено отекување на рацете, нозете и лицето. Зголеменото нагло или рапидно зголемување на телесната тежина може да се случи да биде еден од симптомите заради задржување на течности во организмот. Важно е да се знае дека следењето на бременоста од страна на матичниот гинеколог и секоја идна мајка треба да биде навреме и навреме да се препознае, превенира или преземат соодветни чекори. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравието Г132. Поздрав до тимот на болницата Плодност од Битола, која што денеска заедно со нас во Фактор здравје ви ја нуди темата ХПВ или хуман папилома вирус, а зборувајќи за Плодност од Битола, подсетување дека тимот од оваа болница секојдневно ви е достапен на 047-208-880, како и на нивната страница на глобалната мрежа www.plodnost.com.mk, каде што можете да закажете термин да се советувате или да побарате стручно мнение или совет од тимот на Плодност. А за прв пат во Фактор здравје од болницата Плодност ова попладне ни гостува доктор Владко Ѓоргиевски, кој што е специјалист гинеколог акушер и на кого му посакувам срдечно добре дојде по снежното невреме од Битола, но сонцето ни го донесовте во Скопје. Добар ден. Благодарам, добре најдов. Поздрав до екипата и поздрав до вашите гледачи. Многу ми е драго што и со вас се дружиме денеска и што ќе ве представам пред публиката уште повеќе што ХПВ вирусот е многу честа појава која што имате во вашите амбуланти и третманот кој што следува во болницата Плодност, но на почеток да објасниме што представува овој вирус и кои се причините за појава. Така, ХПВ е ДНК вирус и спаѓа во групата на папилома вируси, кој подеднакво е инфективен и кај мажите и кај жените. Има податоци да негде околу 80% од сексуално активното население во текот на својот живот ќе биде инфицирано од хуман папилома вирус. Некои од нив ќе ги осетат последиците од хуман папилома вирус, но кај дел од населението инфекцијата со хуман папилома вирус може да помине незаприметена, затоа што ќе истакнеме покасно дека вирусот има два правци на развивање. Еден е со спонтанна ремисија и спонтано излекување на истиот излекување, додека вториот правец е премин во преканцерози. Како што кажав, подеднакво инфективен е и за мажи и за жени. На ниво на нашата држава годишно имаме од 4 до 5.000 ново инфицирани со хуман папилома вирус. Во Соединетите Американски држави имаше податок за некаде околу 6,2 милиони ново инфицирани секоја година, а на светски рамки тоа се мери со некои си десетици милиони ново инфицирани. Да. Во основа хуман папилома вирусот го има во
преку 170 типови и е поделен во две групи. Едната е нискоризични типови, другата е високоризични типови на хуман папилома вирус. За нискоризичните типови за нас најбитни се тип 6 и 11 и обично се врзани промени од типот на дисплазија од лесен степен и појава на брадавички. Дали се тоа генитални брадавици, дали се брадавици на рацете, на нозете, конјунктивални полипи, фарингеални папиломи и така натаму. Додека втората група се така наречени уште и онкогени типови на хуман папилома вирус. За нив најзначајни за нас во овој момент сега се 16 и 18, меѓутоа ќе во текот на емисијата ќе спомениме и други типови, ќе има зошто, ќе бидат и тие значајни. За нив обично се врзуваат промени, дисплазии од потежок степен, втор, трет степен дисплазии на грличот на матката кај жената, карцинома инситу, микроинвазивен карцином, инвазивен карцином, потоа преканцерози на вулва и вагина, карцином на вулва и вагина исто така, карцином на анус и така натаму. Додека кај мажите е застапен во поодмината фаза карцином на пенисот. Рековте дека барем еднаш во животот секој човек може да пренесе или латентно да не е свесен дека е носител на ХПВ вирусот да биде таков случајот, но зошто е интересно ова за вас, гинеколозите, акушери, ќе објасниме, освен со симптомите, кои што рековте некогаш може и да не даде никаква симптоматологија вирусот, што во такви случаи како се открива и она што ве прашав и претходно како на дополнување, која целна група или возрастна е најпогодена од појава на ХПВ? Од целна група која е најпогодена се следниве. Оние кои почнуваат рано со сексуални контакти, втора група се оние кои имаат повеќе партнери во текот на својот живот, оние кои имаат промискуитетен партнер, исто така, како кофактор е тука пушењето, затоа што го намалува имунитетот на организмот. Во таа целна група спаѓаат и оние кои примаат имуносупресивна терапија, болни од СИДА. Интересен податок е и етничката припадност тука. Има податок дека муслиманските жени многу помалку заболуваат од преканцерози или карциноми на гениталниот тракт од самиот факт што муслиманските мажи со самиот акт на циркумцизија или обрежување стануваат многу помалку приемчиви за овие онкогени фактори на онкогени типови на хуман папилома вирус и следствено на тоа имаме многу помал процент на заболување од таа страна. Инаку начин кој ме прашавте како се открива, со оглед дека не дава класична слика или нема класична симптоматологија, апсолутно. Единствен начин се кај жените се редовни гинеколошки прегледи. Значи апелирам на редовни гинеколошки прегледи, редовно земање на ПАП, колпоскопија, по потреба и ХПВ типизација. Значи, дали ќе се прави ХПВ типизација или не, зависи од наодот на ПАПот кој претходно се зема. Кога го споменавте ПАП тестот кој што дава индикација за натамошни чекори, да објасниме што ако е негативен, односно позитивен, што понатаму следува? Така, во колку ПАП тестот е позитивен, и во колку има назначено дека има потреба се направи дополнително испитување за дополнителен тест за хуман папилома вирус, ние тој тест го земаме и врз основа на добиените резултати знаеме дали особата е инфицирана со хуман папилома вирус или не е. Ако е, тогаш добиваме од кој тип за кој тип станува збор. Меѓутоа, може да се случи и да имаме наод на ПАПот дека има потреба да се земи бриз за дополнителен тест за хуман папилома вирус, меѓутоа брисот за хуман папилома вирус да испадне негативен. Тоа не значи дека не сме го направили тоа добро. Секогаш кога патологот бара има назначено на ПАПот да се земи бриз за хуман папилома вирус, тоа мора да се направи. Значи, не мора, негде има податок да 16 до 18% од брисевите
кои се негативни на цервикални дисплазии, значи нема никаков наод на цин 1, цин 2 или цин 3. Уредно е се, а патологот бара, значи бара да се земи хуман папиломавирус, во 16-18% ние имаме позитивни резултати за постојање на за постојање на хуман папиломавирус. Што понатаму? Ние практички ги третираме... Дали со тоа се докажува и утврдува дека тоа лице, односно таа жена, има и е носител на ХПВ? Да, значи, кога добиваме позитивен одговор од типизацијата дека таа жена има хуман папиломавирус, даваме прво препораки во врска со начинот на живот нејзин и на партнерот. А тие препораки кои се? Значи, прво и основно да се има однос со презерватив. И тоа е однос со презерватив до негативизирање на тестот за хуман папиломавирус. Прекин на пушењето, обавезно подигнување на имунитетот, значи има безброј препарати што на вие што препорачувате, освен начин на исхрана. Нас апсолутно покрај начинот за исхрана, употреба на витамини, многу внес на овош и зеленчук. Фаворит на болница Плоноси е Г132 плюс натурал зелено пакување, Г132 црвено пакување, одлични имуностимулатори, антиоксидантни препарати кои даваат резултати во секој случај. Искуствено имате докази за тоа. Апсолутно да, и не случајно ги споменувам во оваа емисија. Понатаму од препораките кои ние ги даваме кај двата партнери се следниве. Пациентката, значи женскиот партнер, обавезно да биде изложена на 3-месечен третман со вагинални таблети бетадине, веднаш после мензис во трајање од 14 дена, значи во рок од 3 месеци. Тоа 3 циклуси. А машкиот партнер обавезно во рок од 6 месеци секој утро после туширање да ги мие своите гениталии со 10% раствор од бетадине. И уште една препорака за женскиот партнер да во тек на првите 2 години, на секој 4 месеци, обавезно доаѓа на гинеколошки преглед со правење на пап и колпоскопија. Со овој прв дел од емисијата ја загреавме сигурно атмосферата, очекуваме и втор дел, но да го слушнеме и првото јавување пред вториот блок реклами. Ви даваме вам приоритет, наши верни обожаватели и гледачи на Фактор здравје. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, господине. Добро дојдени сте, повелете со прашањето. Сакам да го поздравам доктор Владко Ѓоргиевски од Благој Чанчев од Крушево. Пријатно. Добро. Толку само поздрав. Штом немате прашање, ви благодарам, а останете на фреквенцијата и на она што го следите, Фактор здравје. Вториот дел од емисијата следува по краткиот блок предвиден за ЕПП. Со доктор Владко Ѓоргиевски, специјалист гинеколог акушер од болницата Плодност од Битола, ова попладне зборуваме на тема ХПВ или хуман папилома вирус. И пред да продолжиме со моите прашања, даваме повторно приоритет на вас кои што да следите ова попладне и веќе имаме повторно некого на линија. Добар ден, повелете со вашето прашање. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Повелете, во програма сте? Добро, јас ќе ве замолам да се јавите доколку Да, ве слушам, повелете. Се јавувам од Прилеп. Добро, господјо, добро дојдовте и вие. Фала, го поздравувам докторот. И благодарам. Имам едно прашање и меѓутоа и една забелешка. Да, повелете. Се оди да се провери пап тест на фондов. Добро. А фондовските пап тестови воопшто или не втасуваат или по месеци. Ако евентуално пациентот како пациент има некој проблем, тие по 4-5 месеци можда ќе биде касно. А додека приватните пап тестови стасуваат за недела дена, најмногу недела и по. Јас од мое искуство имам направено и фондовски пап тест што воопшто не ми втасал. И пап тест што го имам добиено, за среќа моја е негативен, тоа сакав само да дам до знаење, дека едно се зборува, дека има фондовски пап тестови, дека жените треба да одат на контрола, во кој спаѓам и јас. Веќе јас сум возрастна личност. Да.
Благодарам за вашето споделување на информации и претпоставувам дека Фондот за здравствено осигурување и референтната институција, не е тоа во ваша надлежност, вие сте сепак приватна здравствена установа. Би сакал доктор Ѓоргиевски да се задржиме на моментот кога ќе се открие, господјата еве кажа гледачката негативен, но кога е позитивен рековте, патолошкиот наод понатаму, типизација се прави, што следува? Така. Се прави значи се зема бриз, гинеколошки преглед, ПАП, колпоскопија, типизација по потреба и се открива дека пациентката е инфицирана со хуман папилома вирус. Препораките ги кажавме кои се. Да. Ако кога веќе станува, кога веќе станува збор, како што спомнав, ние веќе ги лечиме последиците од инфекција со хуман папилома вирус. Во колку станува збор за појава на брадавички, тие се третираат, да речам, со премачкување со масти, со подофилин, имиквимод, потоа употребуваме криотерапија со течен азот, мощно и успешно употреба на CO2 лазер во нашата болница за третман на овие генитални брадавички. Се применува екцизија со скалпер, се применува електрокаутеризација. Тоа е отприлика околу третманот на брадавичките. Додека во колку станува збор за ткивни промени, односно промени на прво рецимо на грличот на матката, значи покрај претходно наведеното што треба да се направи, по потреба може да се направи и биопсија ендоцервикална киретажа. Врз основа на добиениот наод, клиничарот, докторот, практичарот одлучува за кој третман ќе се определи. Инаку од третманите кои се употребуваат, имаме хемотерапевски методи, пример употреба на 5-флуорурацил, потоа локално деструктивни методи, како што се криотерапија со течен азот, коагулација, радикална електрокоагулација, употреба на CO2 лазер исто така, додека во колку станува збор за посериозна промена, тогаш се оди на оперативен третман, пред се, овде мислам првично на конизација, потоа постои една метода LED се вика, одстранување на промената со помош на електрична жичена јамка. Следствено на тоа потоа доаѓа хистеректомија и евентуално проширени гинеколошки операции. Додека во колку промени имаме на вулва или вагина, исто, во зависност од големината на промената и од сериозноста на истата промена, се одбираат повеќе методи на третман. Дали ќе се третираат со 5-флуорурацил, дали ќе имаме криотерапија, дали ќе имаме екцизија, одстранување на самото место, дали ќе имаме третман со CO2 лазер, или пак апсолутно од случај до случај, нормално. И во колку стануваат промени на вагина, нешто посериозно, тогаш се преминува кон оперативни зафати, парцијална или тотална вагинектомија, доколку станува збор за промени на вулва, се прави вулвектомија. И тоа е во понапредни фази. Понапредна, да го слушнеме и следното јавување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, господјо, со вашето Добар ден, се јавуваме од Прилеп. Поздрав многу голем до докторот. Благодариме. И сакам да го прашам во врска со темава. Јас 2 години, значи, пред 2 години имав операција на хеморагична циста и после 3 месеци, значи, ми беше пронајден ХПВ нискоризичен, да речем, тип на ХПВ, со ХПВ типиција. Меѓутоа, после 2 години, значи, со терапии, некако како болеста да прогресира и сега, пред 1 месец, ми беше пронајден цинеден. И сега сакам докторов јас да го прашам, дали со терапија ова самото од себе ќе се повлечи или ќе треба да направам некои си од овие третмани што докторов сега баш во моментов ги објаснуваше. Исто така, значи сакам да му кажам на докторот дека ми е исто така грлото на матката ми е со ектопија и значи со чести воспаленија сум и така натаму. Благодарам значи, за вашето прашање. Секој е добро, повелете. Така, во овој случај кај пациентката, пошто станува за цинеден промена, и обично тие нискоризични типови се врзани со дисплазија од низок степен, како што кажав, цинеден и појава на генитални брадавици. Не е потребно конкретно од овие терапевски методи кои ги споменавме ништо сега за сега да се превзема.
потребно е пратење и подигнување на имунитетот. Значи да му се даде можност на организмот сам да се избори со овој вирус. Значи употреба на имуностимулатори, имуномодулатори, здрава исхрана, употреба нормално кондом во текот на сексуалните односи и оние препораки што ги дадовме претходно, нели, за партнерот и партнерката. Партнерот и партнерката. Да. Благодарам господи и поздрав до Прилепа. Добре дојде и за следното јавување посакувам. Повелете. Ало. Ало, добар ден господјо. Добар ден. Повелете и вие со вашето прашање. Најпрвен да го поздравам докторот и сега ме интересира нешто. Пред една година сум направена конизација. Меѓутоа на отписното писмо ми е ХПВ-то високо ризично, не е колку посто. И сега правам на 3 месеца контрола. Меѓутоа имам некои промени, имам некои габишни инфекции и циклусот ми е некогаш ми трае по 10 дена, а некогаш е на 10 дена ми доаѓа циклуси. Како тоа сега, што треба натака? Дали е доволно за одговорот? Доволно е сосема за Благодарам одговор. господјо. Благодарам за јавувањето. Колку што разбрав, пациентката прави на конизација, најден високоризичен тип на ХПВ. Нередовни циклуси. Нередовни циклуси. ХПВ-то со нередовни циклуси тука нема допирни точки. Да се види што е причината за тие нередовни циклуси, тие краткотрајни циклуси што ги има. Во секој случај ќе треба да се јави и да се изврши подетален преглед за овој случај, да. Така, невкусно би било се да се дискутира за работи кои се малку но има решение сигурно апсолутно, за проблемот. Решение постои, а околу високо ризичниот тип на ХПВ, досега па зборувавме околу тоа, кои се препораките, подигнување на имунитетот и така натаму и така. Да. Добре дојде и за следното јавување посакувам, повелете. Добар ден. Добар ден господја. Да, прашањам до докторот, поздрав прва неделя на вас и емисијата. Благодарам. Значи, ме интересира врска со кондиломите. Дали постојат повеќе типови, односно на кондиломи, или во зависност од типот на вирусот, и доколку се појави кондилом, значи, во случај се работи за мене, значи, некој период постоеше, збориме се за гениталиите, и по некој период, се зборам за повеќе од година и пол до 2, тој кондилом исчезна. И превенција евентуално или нешто што би, дали има потреба од, бидејќи немам направено, односно имам направено пап тест, меѓутоа немаше анализиран или пап тестот, односно немаше повратна информација за тој пап тест. Ме интересира дали се работи за некој опасен вирус или можеби евентуално тој период бил паднат имунитетот, па се подобрил и затоа се изгубил тој вирус или можеби уште постои тој вирус, па латентен или и значи нешто малце ме интересира. Најверојатно треба да направам испитување, не да видам за што се работи конкретно. Ви благодарам за прашањето. Да се прави понатаму да се превенира. Да, благодарам, поздрав и само ќе дополнам во однос на прашањето имуниот систем, знам од искуство од вашите колеги дека не треба да се прави падни стани, константно, перманентно да се одржува. Дали сум во право? Тоа сакав и да го одговорам кај пациентката, веројатно има варијации во имуниот систем кај неа, па доаѓа до појавување, исчезнување, па повторно појавување на тие промени, повторно истиот совет, нели, одржување на имуниот систем во тоа форма. Прво и основно и најбитен механизам за одбрана и против хуман папилома вирусот е одржавање на одличен имунитет. Дали Г132 може превентивно да се препорача? Значи, Г132 во терапевски дози се дава 2 пати по едно, минимум 4 до 6 месеци. Превентивно, по една капсула на ден, на подолг период. За да нема несакан некој ефект. Уште едно јавување имаме. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине, и вие, добре дојден сте во Фактор здравје, повелете со прашањето. Ве молам едно прашање. Да, повелете. За докторот. Да. Често пати престојувам во Америка. Г132 плюс натурал не може да се најде нигде. Ве молам да ми одговори докторот кој го произведува ова Г132 и од што е составено, бидејќи јас сум. Добро, благодарам за вашето прашање, она што го препорачувате. Така. Да. Г132 го има редовно на нашиот пазар. Тој е одличен антиоксиданс.
несакани ефекти нема воопшто. Се препорачува да го земат и здрави и оние кои веќе на кои веќе превентивно и на оние веќе кои им е потребен. Кој е производителот не би можел да ви кажам наискрено, меѓутоа знам дека во нашава држава перманентно го има и без никаков проблем може да се направи. Значи се на останато може да го најде во текот на пакувањето, сигурно индикациите и сето она што како препорака го кажавте. Уште ме интересира кога зборуваме за ХПВ. Кратко, што е она што како препорака и поврзано с тима кај оние кои што сакаат да забременат жени, ако се инфицирани од ХПВ, дали ризикот постои или не и што доколку во тек на бременост се појави ХПВ? Така, дали има последици за плодот или мајката? Во колку ХПВ-то се појави во тек на бременост, не значи дека сигурно ќе имаме оштетување на плодот или ќе имаме пореметување во самата бременост. Значи, вирусот како вирус во раната фаза на бременоста од несакан ефект може да даде до појава на спонтан абортус, а во покасната фаза може да даде до предвремено, мислам, да доведе до предвремено породување. Меѓутоа, досега нема податоци за штетни ефекти на вирусот врз самиот плод. Тоа значи дека сигурно овие компликации не се чести, или? Компликациите, мислите, во однос на спонтаниот абортус или предвременото породување? Тоа се многу ретки. За да не добуваме... Не. Да не се ствара паника кај народот. Или да се исплашат идните имаме мајки. голем број на пациентки со инфицирани со високоризичен тип на ХПВ, па родели здрави прави деца, значи, и продолжуваат понатаму на контрола и така натаму. Така да компликациите од врз плодот и врз самата бременост се многу мали, меѓутоа сепак постојат како така. И моето прашање последно за оваа емисија до вас се однесува на тоа што кај оние жени, бидејќи нив ги обсервираме најмногу, кои што еднаш прележале или имале ХПВ, колку е честотата или рецидивот почест или има способност за повторно појавување на ХПВ? Секогаш има можност за појавување на ХПВ. Јас овде би апелирал пред се кога зборуваме за превенцијата, би сакал само да истакнам дека една од превентивните мерки е и вакцинацијата против хуман папилома вирус. Во нашата држава има таа привилегија да таа вакцина е веќе влезена во календарна имунизација кај нас веќе од 11 месец, 1.11.2009 година и опфаќа популација од девојчина од 12 до 14 годишна возраст, се дава во 3 дози, нулти ден по 2 месеци, по 6 месеци. Во странство, таа таргет група на вакцинација од 9 до 26 години. Меѓутоа, кај нас е од 12 до 14 годишна возраст. И од што штити таа вакцина? Од кои типови на... Кај нас се употребува вакцината Силгард. Таа е квадривалентна, штити од 2 нискоризични типови и 2 високоризични типови. Од 6 и 11 нискоризичните и 16 и 18 високоризичните типови. Значи, влезене во календарна имунизација сме заедно со 112 земји кои се употребува, во кои се редовно се употребува. За одбележување сите земји од нашето окружување не имаат внесено вакцината во тој календарна имунизација и набавката незина е исклучително скапа и кошта. Една доза е 150, околу 150 евра, значи за една вакцинација ни требаат околу 450 евра за една особа. Благодарност до Министерството за здравство што ипак се потруди и ја воведе во превентивни цели сигурно многу ви придонесува на вас гинеколозите. Апсолутно, јас го зборам ово од аспект на доктор, јас ги гледам последиците од невакцинирањето. Да. Ви благодарам за денешното гостување, представувањето во Фактор здравје, среќен пат до Битола и поздрав до колегите во Плодност од Битола. А споменатата приватна институција можете да ја контактирате секојдневно на 047 208 880. Ве поздравувам до утре и ви посакувам пријатен ден.